Иселениците кои се најбројни во Полошкиот регион и кои токму најмногу придонесоа за крајно лошата состојба со коронавирусот која го погоди Тетовскиот регион изминатото лето, сега повторно се можен ризик за донесување на новиот сој омикрон. Иако во многу поголем број доаѓаат летните месеци, сепак бројни печалбари се враќаат во родните краишта и за зимските празници. Токму тоа движење ни направи проблем летото, а новиот сој ни тропа на врата од сите страни, алармираат лекарите. Поради тоа движење на многу луѓе од другите земји, поради тоа што имаше и прослави, ајде да не набројувам, значи, ајде да кажеме дека не се внимаваше толку многу на овие мерки и немавме доволно број на вакцинирани и толку брзо ни се прошири, така да имавме еден многу актуелен пик периодов и мора докторите да се справуваат со полни болници, семејствата мора да се справуваат со сериозни болести, клинички слики, некои ги изгубија своите најблиски. Освен што се бара сертификат за вакцина или негативен ПСР тест при влез во земјава, други мерки нема, како например што воведоа бројни држави. Лекарите велат никако не смее да се заборави тоа што се случи летото. Треба сериозно да размислуваме и действуваме. Да размислуваме што можеме да направиме. Целиот свет купува време, така и ние мора да купиме време. Гледате вие дека се затвараат, се ограничуваат, се затвараат летовите према Африка. Исто така се ставаат во карантини од пациентите. Тоа се тие мерки превентивни што може, со кои што може да се купи време, да се запре, да се одложи појавата на оваа нова варијанта, нова мутација, што е многу контагиозна, но вие не можете да ја спречите. Дозволата за правење свадби и други свечености и неефикасните мерки скапо го чинеа Тетово, кој изминатово лето помина низ најтешкиот период од почетокот на пандемијата. Болницата беше полна, дневно се лекува и над 120 пациенти со ковид, сите со потешка клиничка слика. Голем беше бројот и на смртни случаи. Лекарите тогаш повеќе пати бараа воведување на построги мерки, па дури и карантин, за да се смири динамиката на ширење на вирусот. Но надлежните упорно тврдеа дека се било под контрола. Здравствените работници и сега за предстојните зимски празници бараат сериозност од надлежните, но засега нема најави за дополнителни мерки.